Штипските социјалдемократи денес на пресконференција презентираа дел од партиските приоритети за унапредување на здравството. Превентивата како најисплатлива инвестиција. Унапредување на здравјето на ранливите категории на население. Интегриран систем на здравствена заштита. Амбулантите во примарната здравствена заштита ќе станат место за остварување на сеопфатна здравствена заштита. Еднакви услови за здравствена заштита на сите граѓани, особено на примарното ниво на здравствена дејност, а ранливите категории ќе бидат ослободени од партиципација. Ќе се врати достоинството на белите мантили преку зголемување на платите. Секоја година платата на лекарите ќе се зголемува за 10%. Ќе се отварат амбуланти и во руралните средини. Ќе се вратат изгубените функции на здравствениот дом. Нов систем за итна медицинска помош. Основен стоматолошки пакет. Вложување во терцијарната заштита. Ќе има и нови здравствени центри и објекти. Промоција на партиската програма имаше и носителот на листа на ВМРО-ДПМНЕ за изборната тројка Никола Тодоров, кој беше меѓу делчевчани. Оваа програма содржи многу проекти кои што се исклучително значени за граѓаните. Во овој дел е предвидено, во Делчево е предвидено да се прави патот од Делчево до Голак. Предвидено да биде за некаде во периодот од 2015 до 2016 година, како и повеќе реконструкции. Реконструкцијата на здравствениот дом овдека во Делчево, кое што треба да започна и веќе е започнат. Веќе е започната реконструкцијата, треба да заврши во наредните неколку месеци. Како и реконструкција на некои училишта, реконструкција на спортски сали кои што се претходно изградени и така натаму. Во Штип утре ќе се изврши жребување на местата кои партиите ќе ги добијат за бесплатно лепење плакати. Општина Штип ги известува подносителите на листи на кандидати за пратеници во Собранието на Македонија кои се заинтересирани за користење бесплатен простор за истакнување на изборни плакати, дека жребката ќе се одржи на 8 април, односно утре, со почеток во 10 часот во сала 2 на Општина Штип. Подносителите на листи треба да достават барање до одделението за комунални дејности, а со барањето треба да достави полномошно од овластено лице за поднесување на барањето, издадено и заверено од подносителот на листата.